Април 2013 година. Турнати тараби и револт не беа доволни за да се спречи намерата на власта да ги исече дрвата околу хотелот Бристол во центарот на Скопје. Месец и половина подоцна, турнати огради и револт беа доволни за да се спречи опозицијата да ги запре плановите за нови згради на местото нападнатите дрва. Денес, околу Бристол нема дрва. Има нови државни згради, во барок и речиси на дофат до терасите. Каква врска имаат протестите против изградбата на зградите кај Бристол кои што се одржаа на овој простор и протестите пред општина Центар? Доскоро, одговорот ќе беше никаква. Но една неодамнешна изјава од специјалното јавно обвинителство фрли сосема друга светлина на овие настани. И неупатено око оддалеку ги гледа бројните урбанистички неправди врз жителите на Скопје. Една од нив е и приказната на центарци кои живеат околу хотелот Бристол. Спротивно на нивната волја, државата во парковите им насади административни згради. Како живеат сега? Вратите ни ги отворија оние, чии прозорци се кон сончевата, јужна страна. Оваа тераса некогаш служела за уживање, за пиење кафе на домаќините. Денеска, во најдобар случај, служи само за простирање на мокрите алишта. Само малку ако се наведнете низ терасата, тука се централното грејење и ладење на самата зграда, додека веднаш од левата страна е и агрегатот кој што се вклучува во случај да снема струја. Влеговме во стан и дваката погоре, да видиме каков му е погледот на сопственикот од неговото работно биро. Порано кога ќе се заморел и ќе погледнал низ прозорот за одмор, го гледал часовникот на старата железничка станица и делови од планината водно. На шега вели дека сега има многу нови пријатели. Сепак, работата не е за смеење. Веќе е 12 часот на пладне, а во овој стан се уште нема сонце. Сонцето се уште ги грее само оние кои живеат повисоко од 7-миот кат. Тоа им ја храни надежта дека и становите се уште им држат цена. Урбанистичките планови за згради на местото на парковите кај Бристол беа донесени уште во 2012 година. На локалните избори во април 2013 година ВМРО ДПМН ја загуби власта во општина Центар, но не и намерата да гради. Преку владата и градот Скопје побрза да го исчисти теренот во полноќни акции, со полиција и специјалци за да го неутрализира отпорот. Месец и половина подоцна во јуни 2013 година, новата локална власт се обиде да запре 4 урбанистички плана за да спречи на местото на дрвата да никнат згради. Пак се случија протести, но сега од поддржувачи на ВМРО ДПМН. Партијата и демонстрантите тврдеа дека ако се запрат плановите, ќе мора да се урне и црквата во градба во Центар. Притисокот успеа, а полицијата не беше толку ревносна во неутрализирањето на отпорот. МВР 3 години не осомничи никого за насилството пред општината и покрај снимките од бројните камери. Пред 2 месеца, специјалното обвинителство подигна обвинение за насилство против 14 лица, вклучувајќи го и екс-премиерот Никола Груевски. Го товарат дека го поттикнал членството на насилство, а одбраната на црквата била само алиби. Мотивите на првообвинетиот за ваквото барање се чисто лукративни, заради обстојување на бизнис интересите на партискиот врв и нивните блиски бизнис партнери. Од доказите произлезе дека за таа цел дел од обвинетите преку партиските органи организирале да се протестира заради наводно рушење на црквата Свети Константин и Елена. Ниту тогаш, ниту сега, специјалното обвинителство не дава детали за лукративните интереси на Груевски, неговата партија и бизнис партнерите. Па, се обидовме сами. Почнавме со споредбата
кои згради немаше да се изградат ако со насилните протести не беше спречена критичната седница на општината Центар, иако на седницата беа запрени последните урбанистички планови за насила да стапат претходните. Првото важно прашање е дали беше загрозена црквата. Категорично ќе ви кажам не, бидејќи доколку се укинеше планот од декември 2012 година, црквата постои во планот од јуни 2012 година, но исто така постои и во планот од февруари 2012 година. Споредувајќи еден по еден урбанистички план, заклучивме кои згради немало да можат да бидат изградени. Тоа се токму трите државни објекти околу хотелот Бристол, седиштето на Агенцијата за медиуми, зградата на Елем, палатата Лазар Поп Трајков. Но не би можеле да се градат и приватни објекти, меѓу нив најавената катна гаража веднаш до зградите кај Бристол, управната зграда на фудбалскиот клуб Вардар во собственост на рускиот бизнисмен Сергеј Самсоненко. Со запирањето на урбанистичките планови ќе бил засегнат и хотелот Солун близу плоштадот Македонија, собственост на семејството на Владимир Здравев, екс-председателот на Советот на Центар од редовите на ВМРО ДПМН. Тие немало да можат да купат парцела од државата за дворно место за хотелот од 146 метри квадратни за само 10.000 денари. Веќе во декември 2012 година исто постои таа како таква локација тука, значи се формира цела парцела. Парцела која патем е предмет на спор за денационализација. Но можеби неинтересно, биле засегнати директно седиштето и дворот на владеачката ВМРО ДПМН. Преку претходниот градоначалник и мнозинството во Советот, повеќе пати ја зголемувале маркичката за нова градба на местото на познатата жолта куќа, висината на објектот, но и намената. Ако општината го запреше последниот урбанистички план, објектот ќе останел со оваа основа и висина. Но тогаш, ВМРО ДПМН ќе можела да гради само стамбена зграда. За да потоа се предомислат собствениците на земјиштето, подобро ни е да имаме група на класа на намени Б, пак ако одлучиме да биде голема трговска единица, ќе биде така, ако одлучиме да биде хотелски комплекс, ќе биде така, ако одлучиме да биде деловна дејност, ќе биде така, и всушност изградена е зградата со дел деловна дејност, кај што функционира ВМРО ДПМН и другиот дел е хотел на Ислам Бетон. Но овде не завршуваат можните лукративни мотиви за насилните протести пред општината Центар. Новинарката Мери Ордановска со колегите од БИРН направи апликација за мобилен телефон која ја прикажува цената на секој објект од Скопје 2014-та. Еве, палата Лазар Поп Трајков, 14.453.405. Алатката е само дел од деталната база на податоци. Сумата до која што дојдовме, 670 милиони евра, веќе никој не ја демантира, што е само доволна потврда дека нема никаква грешка во пресметките, затоа што реално се е засновано на документи на склучени договори за јавни набавки. Кои се компаниите кои што добиле највисоки договори за изградба на овие објекти? Најголемите договори за овие објекти овде ги има добиено компаниите Бетон АД и Страбак. Бетон е воедно и на местото број 1 според нашата база на податоци. Има добиени од тендери во вредност од над 215 милиони евра, што е над 35% од целото Скопје 2014. А токму Бетон е изведувач и на новото седиште на ВМРО ДПМН. И не е само обичен изведувач, туку партнер на владеачката партија во проектот. Договорот е ВМРО да не плати ниту денар за новата градба. Владеачката партија учествува само со парцелата, чија маркичка патем повеќе пати е зголемувана додека има мнозинство во општината Центар. Интересот на Бетон во сделката е можноста да гради хотел во дел од објектот. Но, на терен, состојбата е во најмала рака чудна. Инвеститорот прво го изградил делот за партнерот ВМРО ДПМН. Делот за себе, кој би можел да му ја оправда сделката и да му ги врати вложените пари, е само во фаза на карабина.